Почитувани пријатели, поздрав од сончевата Австралија. Јас сум Радко, а вие гледате Австралиски живот. Благодарам, Радко, за поканата. Една од поактуелните теми во барем, да речем, последните 10 години, каде што македонски студенти доаѓаат од Македонија во Австралија. Зошто баш Австралија? Зошто не некоја поблиску, некоја европска држава? Па јас во Австралија, кога дојдов онака само да ја посетам Австралија и да видам каква е Австралија како земја. И многу, на прв поглед, многу ми се допадна и решив да запишам коледж по англиски. После тоа решив да запишам уште еден коледж и да останам подолго во Австралија. Кои се условите за еден македонски студент да дојде во Австралија? Дали може секој да дојде или ситуацијата е малце поинаква? Зависи колку е финансиски возможен за да запиши тука факултет, затоа што сите факултети се различно се плаќа. Од тие во коледжите може да запише секој може да дојде да ја посети Австралија, за да остане како австралиски граѓанин во Австралија е малку потешко, затоа што има многу долга процедура и многу документи што треба да се направат за да го реализираш тоа. Кажи малку за таа почетната фаза. Се започна од последниот месец од мојата туристичка виза. Од тогаш решив да пробам да запишам во англиски коледж во Сидни. Автоматски, откако ќе се запишеш во коледжот автоматски ти прави студентска виза се до тогаш додека ти студираш во тој коледж. Колку наши други некои македонски студенти, дали познаваш некој воопшто на тој ист коледж во кој студираш ти? Во англискиот коледж кај што студирав имаше од многу држави студенти, претежно од Јужна Америка, од Колумбија, од Бразил, Чиле, Венецуела. Поредко имаше студенти од Македонија, имаше по еден-два студенти од Бугарија и од Србија немаше, и претежно од Јужна Америка, кај што студирав јас во тој коледж по англиски. Бидејќи има и сигурно такви кои сакаат или планираат да дојдат во оваа земја. Кои беа првите импресии од Австралија? Прв пат кога стигнав во Австралија бев малку збунет, затоа што тајм зоната е поразлична од кај нас и не можев да се привикнам со спиењето, затоа што кога во Македонија е ден, тука е ноќ и обратно. Часовата зона е различна. Иначе Австралија како земја, сакам да кажам дека сум многу импресиониран од Австралија и во градот кај што се наоѓам сега во моментов, затоа што се подредено, има закони, законите се почитуваат, стабилна држава која што можеш да просперираш во неа и да гледаш иднина во неа. За работа исто можам да кажам, како студент имаш право само да работиш 20 сати и да истовремено да учиш коледж. Кој сака да работи и има волја за работа, за секого има работа и секој може да најде работа тука. И стандардот е поголем, како нормално, и платите се многу повисоки за разлика од кај нас. За тие кои планираат да дојдат да учат или да студираат во оваа земја, кои се првите работи, првите активности кои треба да ги преземат при самото пристигање? При самото пристигање, кога ќе пристигнат, они треба уште од самото доаѓање треба да имат сертификат дека имат државата, да и покажеш дека имаш пари за да живееш во Австралија толку време, колку што ќе студираш. Треба да покажеш пари на банка уште од Македонија и првите работи што треба да ги направиш кога ќе запишеш факултет. Одма кога ќе запишеш факултет, ќе почекаш 3 месеци додека ти излезе студентската виза и после ќе можеш да почнеш со работа и истовремено да студираш. И можеш да си овозможиш убав живот
во Сиднеј и да студираш и да Так. работаш само по 20 сати неделно. Австралиската држава дозволува работни часови кога се работи за студентите. Колку беа работни часови штеднаш? Часовите беа 20 часа на недела. Тоа е за недела. Да, за недела. Дали може еден студент од Македонија со работни 20 часа неделно да преживее во Австралија? Нормално дека може да преживи во Австралија затоа што тука кога работиш те плаќаат од час и убаво плаќаат во Австралија и можеш да преживееш како студент од 20 сати тука. Значи се живее некако. Да, убаво е. Убаво е, можеш да преживееш. Добро, Убави значи пари можеш да земеш за еден месец. кој е случајот ако се работи на пример за парови кои пристигаат на студентска виза? Како тие можат малку за тоа ако може? Единствено што сум слушнал од луѓе кои се дојдени тука како парови и имат останато тука, тие бараат перманент работа која што им овозможува да останат во Австралија и да бидат австралиски граѓани. Но таа виза се добила на многу тешко затоа што треба да во таа сфера кај што ти е твојот шеф кај што работиш да е задоволен од тебе и да реши да те спонзорира 2 години за да можеш ти да останеш да работиш за таа компанија. И другата опција е да се мажиш за некој што е роден тука, што е со австралиски документи. И уште една опција е да гледаш постари луѓе по 5 часа на ден, државата ти плаќа што го правиш тоа добро за постарите луѓе, што им правиш нега, што им правиш храна, им даваш вода, се што им треба, ги гледаш и тие луѓе имат потреба од тебе и тогаш државата може да направи така за да можеш ти да останеш тука. Кога ќе дојдат како пар, едниот има право да работи full time, а другиот мора да е на студентска виза. Значи сепак е помош пак. Да, едниот ќе работи, а другиот има право да работи 20 часа и да студира во тоа време кога ќе дојдат како пар, како брачен пар. Како брачен. Кои се шансите, какви се шансите за еден пар да дојде од Македонија во Австралија на таа студентска виза? Дали ти е познато нешто околу тоа? За аплицирањето од Македонија за студентска виза не ми е познато, бидејќи јас дојдов во Сидни само како турист за да видам каква земја е Австралија и да ја разгледам како држава, малку да одморам. Не планирав во почетокот да останам тука, дојдов на 3 месеци само како турист и решив да останам затоа што е Австралија прекрасна. Спомнавме дека има барем некаква помош и од државата за студентите. Дали добиваат некои како субвенции? Добиваат помош сега, многу студенти и многу луѓе не работат и државата, сите студенти имат право да земат од државата колку часови имат изгубено за време на вирусот. Ова само за ковидот е таа помош која се добива? Значи во нормални услови? Во нормални услови, само работиш и си ги плаќаш твоите задолженија што треба да платиш. Иначе државата, кога има нешто проблем од нивна страна, тие ќе ти платат, ако нема, све си е регуларно, они си плаќат колку што треба. Претходното прашање ми беше доколку ако си австралиски перманент граѓанин, ќе имаш помош од државата, ама ако не си, нема како да имаш. Така, претходното прашање ми беше доколку некој планира да дојде од Австралија, дали како поединец, дали како пар, со цел да живеат во Австралија и да студираат, па и со текот на времето и да останат во оваа земја. Какви се шансите да останат и што треба да имат овие луѓе на ум пред да тргнат од Македонија? Сакам да ви кажам дека луѓето... Кој беше твоето искуство? Беше многу тешко. Секој почеток е тежок и додека да почнеш да работиш, бидејќи додека ти излезе студентската виза, ти немаш право да работиш. Има некои
некои студенти работат директно за кеш, некои работат на што ги сака државата tax file number и Australian Bridget number, ги плаќат на тие сметки по 20 сати. Иначе другите студенти кои не можат да се, затоа што 3 месеци немаш право да работиш, а треба да плаќаш рента на секоја недела по $150 и нема како да обстаниш, треба да тргнеш од Македонија со пари за во секој случај за ти да си спремен тука, затоа што тука нема како. Значи не е лесно. Не е лесно. По секој почеток е тежок. После тоа кога ќе почнеш да работиш и кога ќе почнеш да имаш примања од твојата работа, ќе видиш дека ти остануваат многу повеќе пари од колку што ти треба.